Благодарам, драги деца, почитувана колешке Шакапаска, почитувана директорке, господине Цветин, сите присутни овде, сакам да ви посакам добре дојде во мое лично име, во име на колегите со мене присутни, директорот, началникот на специјалните полициски операции, командантите на единиците и на сите припадници на единицата за брзо распоредување. Огромна чест и задоволство ми е и мое лично и на припадници на ова единица, што веќе трета година поред ја завршуваме тековната година на еден ваков прекрасен настан, на едно заедничко дружење, токму со вас, децата од установата 25 мај. И навистина сакам ова да прерасне во традиција, заради тоа што е важно и на овој начин ја покажуваме таа друга димензија која што има и Министерството за внатрешни работи, посебно припадниците на специјалните единици. Нивната хуманост, нивната човечност, а впрочем тоа се и одлики кои што ги красат за да може да бидат дел од овие единици. Без хуманост, без човеколюбие, без посветеност, тие нема да бидат тоа што се, а ние нема да бидеме сигурни во нашата безбедност и во стабилност како држава. Како и секоја година и оваа година, успеавме да обезбедиме нешто што ќе биде како подарок од сите припадници на единицата и од Министерството за внатрешни работи, да споделиме малку среќа и малку љубов со сите вас, бидејќи тоа е нешто што е многу важно. Благодарам и на министерката што заеднички, трета година сме тука и таа заедничка соработка помеѓу двете министерства можеме да ја испратиме таа порака која што и за која што заедно работиме и се бориме дека најважна е иднината, а ако е најважна иднината, тогаш секако дека најважни ни се децата. Нема јас многу да должам, кажа министерката за тоа што имавме можност да го видиме, само ќе ви кажам дека и во друга прилика секако дека Министерството ќе биде отворено за да и да го посетите и да видите тоа што е ваша љубопитност. Да ви посакам многу здравје и многу среќа во 2022 година, да си посакаме да застане пандемијата со COVID-19, за да можеме сите заедно и многу повеќе да се радуваме на животот и на се она што можеме да си го приуштиме. Секако да бидете добри ученици, заради тоа што само преку посветеност, преку трудолюбивост, можете да ги остварите вашите цели во животот и мислам дека таа порака за добра човечност, за трудолюбивост, најсилно звучи или е најсилна токму од овде, од полицискиот центар во Ѓорче Петров, заради тоа што единствено тоа е основа за работењето на македонската полиција. Секако и на министерката, и на директорката, и на господинот Цветин, на моите колеги им посакувам исто така многу лична и семена среќа и задоволни заеднички да продолжиме силно напред кон градење на едно подобро утре за сите нас, а посебно за вас, најмладите, кои што представуваат иднината на државата. Ви благодарам многу.